Pozdrav, dobar den. Dneska će predstaviti jedna lekcija po makedonski jazik za zajednicite. Sot, hoću prezentovati njënjë simsimore të gjuhës maqedone për mësimin në gjuhën shqipe. Vazhdojmë, продолжуваме. A to je interpunkcijski i pravopisni znaci. Interpunkcijskите znaci se preimenuvat, за да означуват и зборови, дели од нив, паузите и интонацијата. Правописните знаци се и преименуват точно, правописно, за точно и правописно пишување. Еден од интерпункцијските знаци е заградата. Како интерпункцијски знак се употребува? Да се стават во загради дополнителните објаснувања, на пример, во весникот Вест, кој се печати повеќе години, печатевме творби за учениците од 1 до 8 оделение. По секој цитат да се кажува авторот или податоци за цитатот. Беше објавено конкурс за литературна творба или тема. Мојата татковина во часописот Литературни откритија. Творбите можат да бидат поетски или прозни. Делови кои објаснуваат нешто во драмски текст. Зафир праша: ќе се вратам ли од печалба жив? Во гласот се чувствуваше тага. Како правописен знак се употребува, за да означи друга форма на зборот. Спомнува, споменува. Другар, другарка. Значи, едната од буквите е ставена во заграда и ако ја има или ако ја нема, ја променува значењето на зборот. Спомнува, кога нешто спомнува. Споменува, кога некого го споменува. Другар, машки род. Другарка, женски род. Значи зборот се менува. Како точка за цифрите и бројките. Под 1 или под А. Под 1 или под А. Како друг интерпункцијски знак е цртичката или тирето на албански. Një shenjë tjetër e interpunksionit është viza. Si do të përdoret? Како interpunkcijski znak se upotrebува? Наместо наводнички, која ќе се презентира директен говор, на пример, Горан Луто рече: друг пак нема да ти дадам книга. Зошто? Праша Борче. Зошто не внимаваш, ја валкаш, не ја чуваш добро. Метатите изборови, на пример, кога дојдовме, тоа го правевме секој викенд. Викендичката беше ограбена. Метатите зборови во реченицата, кога дојдовме, тоа го правевме секој викенд, значи кога го има правено, и уште додава дека викендичката беше ограбена. Да се истакне зборот, изразот во реченицата или реченицата да се истакне, каде и да погледнеш, прекрасна природа.
Значи, реченицата и зборови во реченицата се истакнуваат пред збор кој опфаќа претhodни набројувања. Значи, се става пред збор кој покажува нешто што се објаснува тоа што се има набројано. Домати, пиперки, кромпир. Се беше купено за специјалитет. Значи, објаснува дека се беше купено за специјалитет. Кога реченица завршува спротивно од очекуваното, ти бараш совет за проблемот, а таа ниту да чуе. Значи, ево и тука објаснува, кога се случува тоа што не се очекуваше. Таа не сакал ни да чуе. Продолжуваме. Како правописен знак за употреба, најчесто се за замена на зборот помеѓу броевите. Живееше навистина долго. 1990, 1890, 1980. Ете скоро некои 90 години или 100 години, така е. И создаде големо богатство. Да означи растојање помеѓу местата, например, на патот Гостивар, Тетово Гостивар, се гради голем хотел. Значи, некаде на патот, помеѓу се гради некој, близу до патот, не може на патот, се гради голем хотел. Да се поврзуваат два поима. Се надпреваруваат Шкендија Дрита. Сега ја повикам Гордана Трпеска Стојановска. Гледајте, за надпреварите, разни надпревари, например, може Вардар, Силекс, Вардар Скопје, Вардар Струмица и кои клубови уште ги имаме. Помеѓу нив, кога игра, се става цртичка и презимињата на луѓето, најчесто женските лица, кога се мажат, си ставаат едно средно име и го задржуваат своето презиме. Значи, двата презимиња, од мажот и од жената, ги користат. Апостроф. Како правописен знак, овој знак се употребува за да покаже испустен глас во зборот. Држ го, држи го. Кудри, го удри. И во диалектите, како зборови. Коа, кога, вк, волк, полно, полно, за самогласката р, ржи, рđа, зарđа. Значи, не е тоа класично р, него тоа помеѓу р, што се губи во албанскиот јазик, тоа уште стои, тоа е буквата ë, ржи, рđа, зарđа. Ова буква треба да има кај неја се имат направени промени во нагласокот. И задниот знак, тоа е звездичката. Како правописен знак се употребува да се објасни некој збор од текстот. А објаснувањето по текст се движиме е под текстот. Значи да се објасни некој збор од текстот, а објаснувањето е под текстот. Се движевме по најширокиот перон во Европа. Насекаде беше чисто, со убави уредени качиња за отпад. Ова сега, објаснувањето. Тука имам
jedan propust što ne tuka i objasni. To je greška opišuvanja. Peron. Objasnjeno zborot peron je mesto, kaj zastanovat vozovite ili autobusite. Vi ko idete na autobuska stanica ili na željeznička stanica, nekada kaj nas na mnogo mesta imate i autobuski i željeznički, pišu peron 1, 2, 3 ili kako bilo A, B, C i taka nataka. A ovo kad činjata za otpad. Ovo je za objasnuvanje. Sve kada je spetot, v današnjo vreme, otpadot ne se frlova jedno mesto. Znači, ima kačinja za otpad. Ko kažu vam kačinja, to se posebni kantičinja ili kontejneri pogolemi, koji se podeleni v naše učilište. Na primjer, imate kontejner za plastika, otpad, i opšt kontejner za drugite otpadu. Treba da imate i kontejner za hartija. Znači, ovo je objasnovanje to. I koja treba da se objasni zboru, treba da se stava zvezdička. Za domašna zadaća, vi treba da pišuvate jedan tekst so slobodna tema i da upotrebujete pogoljem broj na interpunkcijski znakovi. Znači, će napišete jedan tekst ili će zemete jedan tekst, će go napišete i potom će gi prišete site znaci. Znači, će go napišete bez znaci. I potom sestra ti će zemeten test, brat, sestra koji bio doma i će napiše tekstot, će gi izbriše znacite i vi si sedite i si i postavite kako treba po gramatični red, po pravopisni zakoni i taka na taka. Domefan, përdetir, ju keni të shkruar një temë të lirë dhe të përdorni shumicën e shenjave të interpunkcionit dhe shenjave drejtshkrimore, të keni kujdes që të përdorni sa më shumë prej tyre. Mundet edhe ndonjë prej familjes, motra, vëllau, babau, dhe dikush tjetër, të marrë një tekst, ta shkruaj pa shenja dhe pa shenja interpunkcioni, pa shenja drejtshkrimore, edhe ju masandej të shifni dhe t'i vendoni ato. Ose së fundmi, do t'ju qoj unë një tekst në të cilën nuk do të ketë shenja dhe ju do të keni për detyrë që t'i vendoni ata në vendet e duhura. Obeshe se vi blagodaram, do gledanje, do idnata lekcija.